Здраво и добре дојдовте во епизода 22 Велкаст with Јосиф, поддржана од Феникс домови за стари лица. Денеска сме у многу поразличен и по уникатен формат. Прва работа сме во живо, втора работа сме во Веро. Два тафталиџа, не знам дали изгледа на маркет, пошто се гледа само витрина со кифли, за кое што не ни е баш најдобрата сценографија, ама у секој случај еве ќе зборуваме денеска за тоа дека добрата исхрана не подразбира да се откаеш од се и нели цело време да си предпазлив и параноичен. И гостите поединечно ми биле во Велкаст и сме направиле супер епизоди. И со Елена е најгледаната до сега епизода. И Антонио и Елена еве официјално добро дојдовте и фала што ја прифатите поканата у недела да се дружиме во оваков формат. Се надам и за вас е поинукатно со Може. Следната недела, сите Готово, 4. да бидеме еден. Ќе да видиме кој ќе биде расплакан. Сигурно. Не, баш убава овака убава атмосфера, луѓе се движат, обично во студио некако како ограничени да сме тука, поубава атмосфера, не знам. Да, супер. Супер, фала ти на поканата. Фала и тебе. Знам дека малку беше симптоматично денеска дали ќе успееш да дојдеш, ама Тука ама не сум изненаден дека си тука да те кажам. Познавајќи не ме те. откривај. Да. Дечки, имаме, значи, има некои прашања кои што веќе луѓе ги поставија кога објавувавме дека ќе правиме подкаст заедно. Некои ги имам јас, некои ќе дојдат уживо и се надевам ќе направиме супер содржина у овој саат време од прилика кој што го имаме. Сега, вака, ај прво на кратко представете се, јас знам дека многу ве знаат, ама еве да не бидеме нели такви егоисти дека Сите не дека знаат. сите ве знаат. Добро е да еве си се представите еден по еден кој е што е. Така, јас сум со предност. За тие што не ме познаваат, јас сум Елена Бубало Михајловска, тоа за да не се љути дома баба Наде кога нема да го кажам второто презиме. Веќе 15 години групен фитнес тренер, биохимичар сум по првата струка, па после тоа имам односно специјализирана на факултетот ДИФ во Белград и веќе долго време се бавам најмногу со групни тренинзи. Имаме две сали, едната ни е во Карпаш 1, другата ни е во Лисиче, еден куп на жени и мажи кои што ги вежбаме секој деневно и дополнително дел од времето го трошиме за тоа како луѓето да имаат добри навики во секојдневието. Супер. Антонио? Јас И ти нешто слично без вежбањето? Да, не, вежбањето е сподома сега, не организирам вежбање, не сум почел уште со тоа, значи јас сум Антонио Велковски вака официјално, работам веќе како нутриционист веќе некои 3 години. А може и повеќе, да се не знам. Моментално еве при крај сум со таа моја магистарска што не знам од кога веќе не ја кажувам, значи се обидувам на некој начин да ги разбијам сите тие митови кои што постојат во врска со исхраната. Обично гледам дека постои многу страф околу тоа што треба да се јаде, што не треба да се јаде и мислам дека ние нутриционистите сме тука за да ги разјасниме некои работи и еве некако во таа насока сум ориентиран. Антонио, ти имаш исто една убава приказка. Знам дека нели мислам дека ми кажа за прв пат ја сподели кога Да. гостуваше кога ми беше сам као гостин во Велкаст. И еве ова би било едно прашање за двајцата што ја верувам дека од 50 прашања кои што ги добивате на пример во текот на денот или на неделата, пошто знам дека многу комуницирате со луѓе на Инстаграм и по сите социјални мрежи и се обидувате да одговарате на најразлични начини. Кој е, пошто го спомна стравот, кој е најчестиот страв на луѓето во поглед на исхраната? Затоа што еве и го фатив муабетот пред да почнеме помеѓу вас двајцата за кој што зборувате дека цело време луѓето се за нешто уплашени во врска со исхраната, дека не треба, дека е канцерогено, дека прави ова, дека дебеле, дека предизвикува и така натаму. Кои се можеби еве топ 3 работи кои што се среќавате секојдневно и еве низ дискусија чисто да ги можеби да им помогнеме на луѓе да се ослободат од тие предрасуди и стравови поврзани со исхраната. Знаеш што, сега не знам, не сум проверил, ама мислам дека да напишем и на Инстаграм или не знам каде хаштаг токсично, хаштаг шекери, ќе биде трендинг баш тој хаштаг, затоа што
најмногу што се зборува, најомилено е сега, нели, посебно на овие инфлуенсери, не знам, вежбачи, сега, нели, вежбачи ги вклучувам сите во една група. Така се. Токсично за се да се прогласи е некако најмодерно. Кога ќе кажеш некој имаш листа од токсични материи, тогаш веќе си стварно добар, добиваш лајкови, споделување и така натаму. Исто сега шекерите се исто на мета, нели? Шекери вакви, шекери такви. Еве Елена е биохимичар, знае дека под шекери се подразбираат или јаглехидрати, се подразбира широка лепеза на химикали, на соединенија, така што не може да се сведе се на едно. Меѓутоа, за луѓето е многу едноставно да кажам, нели, шекерите се опасни и веќе многу едноставно за сваќање. Значи, токсини и шекери се најчесто употребувани термини од кои што луѓето најмногу се плашат. Глутен во последно време, не знам, лактоза, тоа не треба, ова не треба, тие се некои поими кои што ги гледам најчесто се спомнуваат во тие, да речеме, забранети состојки и на крај луѓе едноставно остануваат со список на храна од некои 10 состојки што смеат да ги јадат и се чудат што, нели, како да си состават едно обично мени. Дали сметаш дека тоа, пошто знаеш, твојот начин на комуникација со луѓето е прилично едноставен? И сметаш ли дека тоа што на едноставен начин сакаш да им кажеш на твоите вежбачи, на твоите следачи, дека исхраната не е нешто комплицирано, не треба да завршиш факултет за да можеш да се снајдеш со исхраната, сметаш ли дека и тоа ги буни? Затоа што, знаеш, еве како што кажа Антонио, сите нешто бараат да не е токсично, да не е вака, да не е така, и кога ќе му кажеш на човек дека бе добро, не е толку страшно едноставно, си вика па вајда не е толку едноставно. Сигурно има нешто дека што можеби Елена не знае. Види, јас, ако он се сретнува со токсичност и со шекери, ке мене првото прашање се за дебелење и за изглед. Факт е затоа што самото тоа што го работам, реално ме носи на тој пат повеќе. И јас секогаш пред да им кажам добро дебелење, дали сте се запрашале за сопственото здравје и како храната влијае врз вашето секојдневие. И се сведува на тоа како да имаме квалитетен живот. Друга работа, секогаш ги асоцирам на тоа се што можеме ние да промениме, менуваме. Има многу работи што ние не можеме да ги менуваме и сега можеме ние до утре да зборуваме на таа тема. Никој од нив, никој од нас не може толку детално да чита сега тоа новото. Читај состав. Читај состав, за да ти да не внесуваш такви токсини во храната, едноставно тоа треба да не купуваш производи што имаат состав. Само така ќе бидеш сигурен, па после каде се одгледувани, примери тие сирови продукти. И на крајот мора да се вратиме на основата на храната, а не да навлегуваме, ние се навлегуваме во деталниот состав, не викам дека не треба да го знаеме и сето тоа, ама општите работи ги забораваме. Кога треба да јадеме, колку пати треба да јадеме во денот, колку една порција, нели не броиме калории. И секој време и Антонио исто да го зборува. Јас ви ставам ова колку калории, ама ти не број калории, за да не ги оптеретуваме да мислат дека мора да знаат оваа салата колку е едно кифличе. Да, и што е составот едноставно? На суштината мора да се вратиме. После тоа детално, ако има здравствен проблем, што правиме? Па после тоа одиме на нутриционист да видиме дали нешто од тие работи нас не предизвикува дополнителен здравствен проблем и не смееме да го правиме. Ние не сме стигнале да смениме суштината на исхраната, секојдневниот начин, количината, квалитетот, разновидна исхрана, да знаеме што се макронутриенти, тоа е основа. Колку и да звучи макронутриенти и микронутриенти, ма тоа е основа. Секој треба да го знае. Ако не знае, ќе побара совет, на крај па ќе прочита. Сите трошат време на интернет и за тоа ќе прочитат и сега ќе добијат горе-доле точен одговор за тоа, барем нема да најдат грешка. И сега викам, дајте тоа да го решиме, а не одма леп не јадам, ова не јадам имало токсини, ова па не јадам има соја лецитин, не им давајте на вашите деца, например, и такви некои страшни работи, ама луѓето ако не знаат, нормално е да се плашат. Јас комплетно ги разбирам. И мојот пристап е малку само поедноставен. Кога ми треба нешто посложено, јас веќе се тргам од тука. Ако е здравствен проблем, има подруго стручно лице што ќе го реши тоа, не треба сите да одиме во тој правец. Мораме да ја научиме суштината на исхраната, што нас ќе ни даде поквалитетен живот, поголема енергија, да се чувствуваме убаво, да го пренесеме тоа на нашите деца, на блиските, па и на возрастите, малце да им го смениме начинот на живот и после тоа се слушам дека може да одиме и во поголеми детали со исхраната. Не, баш тоа што спомна и ти предходно, еве и Елена, кога ќе им даде човек порелаксиран пристап кон исхраната на луѓе,
ти си веќе во групата на тие што не знаат. Значи, повеќе има доверба во некој што ќе стави список на забранети намирници, што ќе стави тоа не треба, тоа е штетно, тоа дебеле е, тоа не знам што, отколку ако им кажеш порелаксирано, еве како што вели Елена. Значи, да почнеме од основата, состав на храната, значи, да видиме дали имаме доволно протеини, јагле, хидрати, масти. Колкави порции јадеме, колку често јадеме. И некои такви работи прво од тука да почнеме. Од основата. Од да им ја основата. смениме. А после во некои специфични работи, ако нешто ни пречи на здравието, тогаш да размислуваме. Прво да изградиме основна порција, да видиме, да се навикнеме да јадеме порелаксирано малку. Тоа по мене можеби и секогаш има една поговорка, вели секогаш кога не ти функционираат работите, врати се од почеток, на основите. Баш и тоа така. се основите и многу добро го срочи дека луѓе често мислат дека ако им го кажеш тоа дека ти не знаеш и колку да ги, нели, колку само да им пишеш и да ги, Така. нели, Замисли да на ги овој тргнеш. тежок и напорен живот, луѓето со тоа да се замарат и да се оптеретуваат, они нема ништо да направат. Тоа ќе трае ден, два, три и ќе се сведе на тоа што не треба да јадеме, не треба така да ги гледаме работите. Треба да ги гледаме, дај што да јадам, да внесам поквалитетни Да почнеме од намирници тој во список, текот. да. Да, обратниот, а не се што не треба. Тоа и од децата го гледаме дека правиме контраефект, кај себе правиме контраефект. Да. Кој е, еве, почетник кога сака нешто да менува во исхраната? Односно да се стави во некаков ред, не мора да е сериозен проблем или не знам да е патолошка дебелина или нарушување во исхраната. Апсолутно за добро чувство да смени нешто во исхраната, Точно. општо да смени Ете нешто. така. Како можеби изгледа некој неидеален процес, ама можеби еве стратегија која што вие ја препорачувате за од една страна да не биде прекомплицирано, да не звучи изгледа, а од друга страна да биде едноставно за примена, бидејќи она што еве јас го имам гледано со луѓе е дека некогаш на ентузијазам почињаат со да менуваат се и да, знаеш, и да прифаќаат се. Од не знам, од нели редовност на оброци, пиење вода, вежбање, фастинзи и така натаму, знаеш, пробуваат наеднаш да жонглираат со многу топчиња. И најчесто се случува крах после еден Токму месец, после гледаш една дека недела. Ма каков ти немаш месец, време. не месец? Која е стратегијата што вие се обидувате да ја наметнете на човек почетник? Вака, значи јас обично кога почнувам со некој да се работувам, обично сите одат на еве ќе земам некој што да речеме е во категорија надхранет според индекс на телесна маса, нели зборуваме со малку вишок килограми според тие стандарди. Обично, нели, кога ќе се отиде и се дава некоја строга диета, само на сокови, само на салати, за брзо да ослаби, да може да го ставиме на стори. Меѓутоа, јас одам по еден обратен правец. Да почнеме чекор по чекор. Обично или им нудам на клиенти само некои рецепти, или да речеме ќе им понудам програма за која што ги советувам прво да почнат дел по дел да ја применуваат. Сега зависи нели клиентот какви му се биле претходните навики. Ако претходно имал баш навики да јаде само нели тестенини, само шпагети или не знам исклучиво само на месо, во разни крајности влегол, тогаш ќе одам уште побавно со чекорите. Прво да одиме со тоа, гледам да видиме и ќе ми каже сега што тоа почнав да не јадам. Не, викам да оставиме тоа што нема да јадеш, да почнеме со тоа што да вметнеш во исхранава. И одиме со некои лесни рецепти, со нешто. Бар тоа е мојот пристап. Сметам дека на тој начин нема да се создаде фрустрација и страв. Луѓе имаат страв денеска да отидат кај нутриционист, баш поради тоа да не им даде некоја. Јас еве имам прашалник, на пример, сега летам од една на друга тема, што им го давам на клиенти пред да почнеме со соработка. Најчесто одговор што го добивам на прашањето што најмногу те плаши од соработка со нутриционист, да не останам гладен или да не можам да издржам со диетата. Кога одиш на нутриционист, не треба да те научи нутриционистот да држи диета, треба да те научи на поздрав начин на исхрана. Кои намирници што дотогаш ги немало во исхраната, постепено да ги вметнеш. По можност тие што, да речеме, изобилуваат, а најчесто во нашата исхрана изобилува или скара или тестенини, малку да се намали нивниот процент, значи постепено тоа доди, а не како што викаш ти, одиме сега со фастинг, одиме со сокови од сабајле, па на пола сат требало ленено семе да се јаде, па на пола сат требало, не знам, неколку бадемчиња да се каснат. Тоа е преголем терет, до кога така? Недела, две, месец, два, три, можеме цел живот така да функционираме? Не. Повеќе јас одам од обратен правец. Прво да вметнеме тоа што ни треба во исхраната, па после постепено се прават корекции на вкупната исхрана. Јас
А? Добро, Ти си е, наред. сега вака тука ти работиш многу индивидуално, Да. ја немам за тоа многу време, например, треба со сите, ние некад ги Добро, собираме. различна ни е работата, да. И сега јас и некад имаме предавање, некад на кратко или по сторињата. Ја ги учам што се макронутриенти, што се микронутриенти, дека главни макронутриенти ни се протеини, јаглехидрати и масти во телото, а сега сложено, не сложено, ама тоа е факт и мора да стане едноставен и секојдневни, а не да гледаме на тоа како стручно. Тоа не е ништо стручно. И Мака што на многу луѓе, извини ке те прекинам, и тоа им е тешко да го Знам, разберат. верувам, треба да се меѓутоа објасни, мора, нели? зашто ќе мора да оди да Да. испазари на крајот. И што ни се микронутриенти? Прво ги откачувам со микронутриентите, се нели витамини, минерали, омега, слично, тие ги внесуваш со разновидна исхрана. Јади што поразлично свежо, јади посезонско и затоа сме чисти. Ако не јадеш, земи суплементација. Изборе, не јади, не можам да речам, јади брокула, ако не јади цеден портокал, пи, не можам. И, дали јадеш ти 5-6 чисти зеленчук овоше во денот, ако не јадеш имаш проблем со микронутриенти. Тоа е твој избор. И тука ја нема да му речам дали карфиол, дали брокула, дали грашак, дали леќа. Тоа со микронутриентите тука, дека тоа е поврзано со разновидност на исхрана. Ти одиме са со макронутриенти на кратко. Што се извор на протеини? Месо, риба, ферментирани нискомаслени млечни производи, јајца, вегетаријански извори, тофу, сејтан и слично. Некој прашак протеински, тоа се главни извори на протеини, се што е од месо да е добро приготвено, да е поквалитетно. Што се извори на масти здрави, семкасти плодови, атки, маслинови масла, маслинки, авокадо, некоја подобра сланина, децол, све друго е јаглехидрат. Ајде сега да направиме оброк. Во секој оброк да има една рака протеин, да има 2 раце зеленчук, мала рака, сложен јаглехидрат како што се ориз, киноа, тие житарките, компир, например, и многу мала рака масти. Као некаде да им дадам правец, обратно да го гледаат фрижидерот, да го наредат кога ќе пазарат, добра е да си купам прво протеин, дај сега да си купам зеленчук овоше, дај да си купам некој сложен јаглехидрат што ќе ми држи ситос исто така подолго време заедно. И можда е сложено, не знам, можда, но мојот Види, пристап е тој. тоа е твојот начин. Сега знаеш Да. што, и двајцата имате различен пристап кога се работи за правење на поквалитетен живот на човек. Нормално, да. Она што е твое поприродно нешто е почни да вежбаш, можеби. Тоа што е твое поприродно нешто е нели да зборуваш повеќе за исхраната. Сега колку се сложувате со фактот дека ако некој почне да вежба и е континуиран и му влезе под кожа, дека по автоматизам веројатно ќе почне да ја менува исхраната и обратно. Колку некој ако ја почне да ја менува исхраната и е континуиран, ќе добие мотивација конечно да почне да вежба, затоа што ти кога немаш енергија, кога немаш добра исхрана, кога имаш вишок на килажа, ти е тешко да се разбудиш, да не зборуваме да отидеш на вежбање. Ги гледате ли тие еве промени као луѓе кои што имаат различен пристап кон нели она што доминира во вашето секојдневие на зборување за поквалитетен живот? Знаеш како се оди во и со вежбањето мислам дека се оди во крајност, барем од клиентиве што гледам. Од утре почнувам со поздрав исхрана и почнувам со тренинзи, да речеме некои тренинзи, сега не знам Елена ги знае како ги делат по категории, што се доста напорни. Значи не може така да се почне, јас затоа секогаш ги советувам прво да почнат со, ако до тогаш воопшто не спортувале, со едно пешачење, затоа што и пешачењето ќе им биде од користа. После да се оди на нешто На дедлифт. адвенс, да. И такве некои работи. Обично вака, еве, бидејќи ја спомнав и магистерскава моја, истражувам нешто и на таа тема за физичката активност и за исхраната. И студии покажуваат дека луѓе што се одлучиле за да се физички да се поактивни, обично се одлучуваат и да направат корекции во исхраната. Тоа некако оди заедно. Или веќе кога почнале навлегле во исхраната, виделе дека имаат до некаде некои резултати, почнуваат и да вежбаат. Тоа е некако заедно поврзано. некако. Да, идат заедно. Значи само треба малку повеќе истрајност кога ќе се видат резултати и после мислам дека луѓе полесно им оди да ги менуваат навиките и со физичката активност и со исхраната. Не, знаеш зашто ве праша, пошто многу луѓе сметаат дека има конкретен редослед. А од друга страна, на некого можеби природно повеќе му иде, полесно му иде да се активира физички. На некого природно повеќе му иде да можеби Нема почне грешка нешто што ќе во почне. кујната и затоа Било што- сакав да констатираме дали
И двата начина се прифатливи или па мора да биде по некој редослед? Почињаш со едно, па почињаш со друго? Според мене се е подобро кога ќе се одлучи некој да направи промена. Сега дали прво ќе почне со исхраната или со вежбањето не е битно. Мислам дека за вистински резултати треба да се искомбинираат. Ете само тоа би го кажал. Значи да има и некое вежбање. Секој што може од вежбање, тоа што му е одржливо. Дали ќе вежба, не знам, еве во теретана или ќе вежба во вежбална или ќе пешачи или ќе трча, што и да му е нешто до што ќе може да се придржува. Исто и за начинот на исхрана, да се создаде некое мини кое што ќе биде поздраво, свое и што на кое ќе може, знам дека ќе се придржувам. Ако јас ми е пресудно од сабајле да јадам геврек, ама после знам дека во остатокот од денот ќе имам некоја добра исхрана, ќе го јадам тој геврек од сабајле, затоа што знам дека тој ми е предуслов за остатокот од денот да имам подобра исхрана. Значи, што ни е одржливо, што е тоа што мене ќе ме бутка напред? Значи, од тука да почнеме. Така што нема некој редослед, прво мора да почнем да вежбам или не. Секој што му одговара, ма битно да направиме промени, чекор по чекор. Ги гледаш тие промени кај луѓе кои што можеби почињаат прво доаѓаат со вежбање. Да, они прво доаѓаат со вежбање. Па доаѓаат целите. Ајде сега. Кај да почнам со исхрана, колку пати да вежбам и се прашање, чекате полека, ајде прво 2 недели само да вежбаме. Да го ставиме телото, да не му правиме радикални промени денеска, само тоа, затоа што е краткорочно да не се повторуваме, меѓутоа одма се заинтересирани за се. После недела 2, дали посебно, индивидуално, зависи кога се запишале, са да не навлегувам во нашата работа, дали се држи предавање, истично, па после навлегуваме во тоа како да почне да ја промени исхраната. И пред да ја промени некој исхраната, треба да знае што правил да сега, за да знаеме што треба да му промениме, пошто нели најлесно ние овие работи само да ги кажеме, треба да знаеме што работи, како работи, колку сати седи, не седи, се движи, дали има деца, нема деца, саме студент има еден куп, не може ти на студент средношколец и на Антонио да му дадеш исто да јаде, така мора и тоа не и тука веќе стануваат сложени работите, меѓутоа си ја сакаме работата и даваме максимум од тоа да го извадиме дека тој студент еден само омлет ќе јаде од сабајле секој ден, ќе направи некаква салата, секоја вечера ручек некаде надвор или што пратиле. Мама и тато, и тоа е тоа, 3 оброка на ден, на крајот ние имаме супер кујна, ние со количината имаме проблеми со грицкањата измеѓу. Јас секад им викам, вие дечки да се задржите на вашиот доручок што сте го јаделе ручек и вечера и ништо друго да не јадете за почеток, таа промена да направат, они одма ќе имаат резултат. Тоа сакав, ми инспириравте се со Муаметов, се борите ли и како успевате да се борите со пренагласени состојки? Кои што, знаеш, некако трендовски доаѓаат од типот ставај се лук во све. Маслиново посипува салатата, многу било здраво, брокула и така натаму и цело време има некаков тренд, па и во вежбањето тоа се случува, така пренагласени вежби. Хип траст, утепај се, така, прави го ако можеш секој ден. Се налутат се, ако може стварно секој ден ќе се прави, да знаеш. Да, како успевате? Мене не ми е омилена вежба, така не се вклучувам тука во Муаметот. Како успевате да се борите еве со пренагласени состојки или типови на вежби кои што, знаеш, некако излегуваат од нигде никаде и нели ова прави го и готово, ова ќе биде, ќе те реши. И ќе ти испере од сите гревови кои што ги правиш текот на денот. Знаеш што, кај мене кога доаѓаат, прво сега Елена ка каже нели за вежбањето, не знам како е во тој процес, кога доаѓаат кај мене ми кажуваат, јас isfрлив благо и леп и не ослабев. Значи, никоја состојка одделно, никоја состојка одделно не може да ти придон или пиев сок од цвекло и од морков и не ми се подобри имунитетот. Значи, никоја состојка одделно, никоја храна одделно сама по себе. Тоа е сериозен процес во телото. Не може нешто многу да смени. Вкупната исхрана и да речеме колку оброци или тоа што вика Елена, постојаното грицкање, јадење, да видиме што е, каде се собираат тие нејадење. Или нејадење, да, тоа е веќе па и друга крајност и тоа го има. Значи да видиме вкупната исхрана, а сега дали ние ќе додадеме сега ако било здраво маслиново масло и сега треба да се бањаме маслиново масло, не ни врши работа. Не ни врши работа, значи не можеме ние или цвеклото било здраво за тоа, па не можеме секој ден да јадеме само цвекло. Не една состојка, разновидни, дури баш една диетичарка што ја следам, а е насочена повеќе кон гастроинтестинални проблеми. Вика дека треба некои 30 разновидни растителни продукти во текот на неделата да се јадат. Сега некој ќе рече тоа е многу. Не е многу, кога ќе видиме дека и граф и леќа и
и марула, и патлиџан, и кромице, И јатки. И јатки, да, веќе набројавме некои 6 денеска што ќе ги вклучиме во менито. Така што разновидноста е клучот. Не е тоа дали сега ќе земам секој ден ќе јадам цвекло, ќе пијам сок од цвекло и готово го решив проблемот. Ти со кој се Драстичен? бориш? Не, е вака сега. Нели јас Хитрасти сум е? лошата. Да. Нели јас сум лошата тука. Немам, имаат желби, доаѓаат, ама од старт тука се договараме зашто сме дојдени, кој го држи тука тренингот и кој го прави тренингот и на кој начин е направен тренингот. Имаш фора, проба една недела, се пронаѓаш во ова, како стил на вежбање, мојот карактер дали ќе го истрпиш или не, пошто све интимноста како и докторот што си го сакам, педијаторот, заболекарот и тренерот и нема лутиш ако не се најдеме со енергијата. Салата дали ти одговара енергијата, дали ти одговара, има многу работи претходно што се важни него од омилените твои вежби. Омилени вежби можеш да одиш да вежбаш сам, некаде во теретана, без тренер или во твоја сала, некаде каде што некој направил програма со учење, со све и смета дека таа програма може да ја направи за сите. Имаме ние групни часови со индивидуален пристап се и нема тука после тоа некој го разбера тоа јас нема мак. Значи, Искрено. уствари, знаеш, Антонио, омилена, да речеме кај Елена, ако некој има омилени вежби, тоа не значи дека ќе ги добие во тренингот. За разлика од кај тебе во исхраната, ако некој има можеби омилени продукти, најверојатно ќе ги добие, пошто па тебе ќе ти биде полесно да си сигурен дека ќе фати некаков ред, отколку да му речеш не може тие да ги прави. Знаеш како, јас гледам да се најдам некаде на средина со клиентите, значи вежбањето е друго е Дебатираш. Да, баш дебатирам многу често и например еве не знам чоколадово е стално проблем и издамна го ставам некојаш во дали во овесна каша, дали во некоја овошна салата, чисто да им биде примамливо на луѓе и да не се чувствуваат промената на исхраната е доста емотивен момент. Така што да не се чувствуваат дека не се свои во својата кожа. Ама и многу стресно се доживува веќе. Се доживува, да. Ти е да. страв да правиш муабет за исхрана, како ќе те доживеат луѓето, како ќе те осудат другите. Не ја разбираат суштината се тоа заради натрупаност на безпотребни информации по сега дојдоа за се преска зборевме за сите болести да се кажува што треба да се јаде, што не. И сите си дозволуваат да пишуваат од фармацевти до нутриционисти до се. Малце тоа забегано. Мене ако ме прашате да ми се извини изразот, на изразот. А со вежбањето е сосема друго, например, јас кога би отишол кај Елена би кажал, нели јас може да се составам тренинг, ама не значи дека ќе биде тој исправен, би сакал нели да го раздвижам цело тело и сега она нормално дека мора да ми каже тренинзи со нели соодветни сега јас не се разбирам. Пристапот е друг е со да ние види се, секад ќе дојде некој што ќе каже Елена извини, ама јас горен дел не сакам да развивам. Супер, кога не може да не вежбаш горен дел, да вежбаш само задник. Ке работиш со мали текчиња гори или бодивејт тренинзи ќе правиме. Елена, јас имам проблем со нозете. Мене дури ми се случувало да бараат изолирани вежби за нозете, као да се исклучи квадрицепс да не се вежби. Викам не може, не сум теретана, нема машина, јас како да ти го изолирам. Да. Има нешто, ама нема да се снадеш во тренингот. Тогаш или вклучуваме трчање или оди вежбај со машини. Не можам јас тоа да го направам. Ама мора да сме реални. Важи, дојди, ќе направиме. Нема да направиме како да направиме, ако имам друг концепт. И затоа не е лесно да го објаснам мојот вид на тренинг. Треба да дојдеш. Групниот час не е едноставна работа, ама мислам дека кроз годините веќе 15 што се случува, веќе знаеме ние како со овие проблеми, да ги речам, не се проблеми, него се одредени индивидуални ситуации да се носиме кога ќе дојдат. Ама се сменија многу работите. Јас барем во последно време работам многу со возрастни жени, со девојчињата што ми се веќе се од порано, они си ја знаат све, си тераат со мајки каде што апсолутно не им ја гале што им даваш да вежбање. Они дошле за друго тука, да се чувствуваат убаво, да изгубат некои калории, да тонизираат мускули, енергија, грб ги боли, врат ги боли, спондилози, не спијат квалитетно. Буквално ова темпо на живот им е и никад по 80% не ни зна. Она не се ни замара хип за што е. Као јас и ќе им кажам, ајде малце нешто и на зазанци, ајде иде лето, едно, друго. Не, нема потреба, супер ми е мене ова. Ама зависи со клиентите со кои што работиме веќе. Тоа многу е индивидуално. Веројатно помладите генерации имаат и поише време да читаат и да... И нема грешка. Боле тоа да читаат и да знаат и да се едуцираат, па нека биде тоа само за одредена мускулна група. Се е тоа подобар избор, него да не го прават. Тоа воопшто. Има од прашања кои што добив, па можам да кажам дека поише од 50% се од девојчиња
пред подкастов и некако природно девојчињата и женската популација повеќе се свесни за исхраната, за изгледот и некако е тоа, знаеш, и можеби наметнато од порано, но еве има многу често Антонио, верувам и ти се среќаваш секојдневно хормони. И неколку прашања доби во врска со циклус нередовен или воопшто го нема на одреден период и хормонални дисбаланси. Знам дека си предпазлив во тој дел, нели, не си ова правите, јадете, ставете 20-30 грама, но кој е, од каде е, како човек да, знаеш, толку е тоа комплексно, еве, знам, сопругата моја имаше ради процедура за IVF, јајници скоро да изгореа, инсулинска резистенција закачи и тоа е толку тешко и комплексно, ти толку е фрустрирачки да си дисциплиниран, а да не гледаш резултати никакви, да треба можеби да поминат 6 месеци пред да видиш некој сантим помрднување и на крвна слика и телесно. Како, што ти би советувал да една жена, како да издржи, како да си помогне, па и во делот со вежбањето, затоа што, знаеш, и вежбањето може да биде и помагател, дефинитивно, но кога станува и можеби одмагач во прогресот за цел да ги средам можеби хормоните. Вака, значи, прво под хормонски дисбаланс, нели, кај секого различни работи се подразбираат. Никогаш хормоните не ни се совршено избалансирани, нити па постои некоја храна за балансирање хормони, колку и тоа да звучи сега тренд и да се рекламира. Меѓутоа, ако се прават промени во исхраната, можеби ќе дојде до тоа некое балансирање на хормоните. Кај жени што е најчестиот проблем, овој синдром на полицистични јајници или кој што се поврзува и со инсулин резистентност и со покачен тестостерон најчесто, или покачен естроген, исто така доста се забележува од најчестите, нели, случаи. Со храна навистина оди побавно, меѓутоа ако се стави некој мал ред на исхраната, веќе би било подобро. Например, што спомневе конкретно инсулин резистентно, затоа што многу случаи има кога инсулинот е покачен, уствари не се врши работата, поточно не го внесува јаглехидратите, не ги внесува во клетката, не успева. Најчесто во такви случаи тие се поврзуваат со полицистични јајници. Сега да не навлегувам како се до тоа настанува и како е поврзано, меѓутоа и покачен е тестостеронот, панели се појавуваат и влакнетост, можеби и други последици кои што доаѓаат со тоа. Прво и основно, значи да се воведе некој ред во исхраната со тоа што нема да се јаде 24 часа, туку ќе се направи некоја пауза, да речеме некои 12 часа, еве некоја поблага форма на тој интермитентен пост што е сега доста популарен. Прво да се почне со тоа, второ да се почне со некоја пауза, еве на пример вежбачиве често пати знаат да форсираат јадење на 2 сати, требало да се јаде на 2 сати. Не, кај луѓе што се со инсулин резистентност 3 до 4 сати, можеби 5 часа е некоја разумна пауза меѓу оброци. Сега кога ќе ги усвоиме прво тие работи да не грицкаме меѓу оброци постојано, не секој половина час ние нешто да внесеме во уста, да оставиме малку да настане тој клиренс на расчистување на инсулинот од организмот, да му дадеме на организмот малку да се стабилизира. Зона некоја. Така, па да внесеме друг оброк. Значи прво од тоа да почнеме. После почнуваме со тоа како треба да бидат распоредени оброците. Појаглехидратните оброци да бидат внесени во првиот дел од денот. Јас не викам дека жена со покачен инсулин, жена сега, општо е тоа, за сите што имаат покачен инсулин, не значи дека не треба од благо никогаш да се откажат, не треба никогаш да го јадат. Меѓутоа, да го планираат барем во првиот дел од денот, ако во прво време не може да намалат на количината. Да не биде тоа доцна навечер јадење, затоа што тие луѓе што се инсулин резистентни најчесто и се послабо физички активни. Тоа не е затоа што тие не сакаат, туку затоа што самата инсулин резистентност не им дава доволно енергија за да може да функционираат нормално. Значи, прво да направиме ред со термините, после со составот на оброците и кога што се јаде. Јас не викам дека треба да се изфрли многу храна, меѓутоа и не викам дека баш треба и се што да се јаде и кога и да е, ако постои нели некоја дијагноза, правиме муабет.
посебно еве инсулин резистентноста што веќе ние ја спомнавме како еден од Честа причина. појава. Да, честа појава. И кај мажи и кај жени, значи не зборувам само кај жени. Така што еден мал распоред прво да се направи на оброците, а после зборуваме и за составот на оброците. Најчесто луѓе со инсулин резистентност многу често јадат исхрана што доминира со јаглехидрати некаде до 70%, малку повеќе да зголемиме на процентот на протеини, дали ќе бидат од растително или од животинско потекло, не е битно. Значи некои комбинации, сега малку е сложена темата за да можам да ја објаснам. И ја би додал и многу карактер и можеби знаеш Тоа е, човек кој што дисциплина ќе те малку следи, повеќе. пошто е исклучително тешко да ти јадеш, и тоа убав обилен оброк и да си гладен 3 секунди после завршување на оброкот. Во случај на инсулин резистентност тоа не е невообичаено. Точно. Баш после обилен оброк да биде, меѓутоа најчесто знаеш од каде произлегуваат тие, од недобро избалансирани оброци. Затоа што на пример ќе се отиде кај некој било кој, не знам што нема доволно знаење и ќе каже дека има инсулин резистентност, ќе им даде на пример за доручек да јадат овоше или за доручек некој цеден сок. Каде се тука протеините? Не можеме само од сабајле на јаглехидрати. Ако уште од сабајле не го стабилизираме шеќерот во крвта, тогаш како очекуваме понатаму да имаме резултати? Елена, ти исто знам која обично на стори често знаеш да пишеш, поставете ми прашање. И нема кампања со поставете ми прашање кај што нема прашање за хормони, за циклус, за бременост и така натаму. Најчесто за менструален циклус што губат. Да, Пошто дали нема тогаш треба да се вежба? Што е твојот став? Еве, што им препорачуваш на луѓе кои што имаат? Ја најмногу што имаме случаеви, освен Хашимото е проблеми со тироидна, да речем со полицистични јајници и слично, меѓутоа тука е само јас тука одам со тоа дај да видиме што не сме правеле до сега, да почнеме да правиме, да оставиме телото во ред и физичка активност и слично, да направиме убави промени. Толку можам јас да направам. Друго јас не можам ништо. Можам да ставам освен балансирана исхрана, апсолутно ништо друго, нешто што ќе те држи сит следните 3-4 сати, што ќе ти даде енергија, умерена физичка активност и децол. Јас од тука не можам ништо повеќе. Прашање кај кого тоа ќе помогне и во кој стадиум сме го начекале човекот, девојката, мажот, неважно, за да нели храната помогне. Тоа не е така лесен процес од утре. Ти од утре само ги чувствуваш првите придобивки, енергија, не си прејаден, не си подуен, полесно спиеш, друго што како тоа, да беше така магично стапче, ќе се средеше. Тоа е едното и тука завршувам јас на таа тема. Јас понатака не знам. Не знам. Знам ама за себе. Не да дадам соодветно коментар и одговор. И терапија. И терапија па ич. А другото е менструален циклус што губат. Не знам каде одели, што правеле, каде што јаделе 1500 калории само на пример, и тоа се помлади девојчиња, да. Јаки тренинзи. Па не знам дали јаките тренинзи се толку колку што изгладувањето на телото, намалени масти внесени во телото. Знаеме дека хормоните се многу поврзани со мастите што ги внесуваме во нашето тело и апсолутно после тоа да се среди е многу. Мене ми се случувало да ми треба 2 години да средам на некого. Ја не да го средам, него со исхраната што сме ја дали, сме ја препорачали, пак ја кажам, не, тоа изеди од сабајле јаболко, 3 јајца и нешто такво. Што ако ќе нема јаболко, што ќе јаде? Као не, него суштината, да, долг па да се тоа средило, ама тоа е расипано од друго место. Тонио, имаше ти еден термин диетарење се вика. Дали сметаш дека комбинација на диетарење со можеби заглавување во вежбална по 2 сати и така натаму се со цел нели да изгледам кој што треба и да се појавам на плажа е едно од најдобрите причини за сигурно прекинување на циклус. Сигурно, задолжително, посебно трендот на избегнување масти. Еден пример сега, Елена, додека зборуваше ми текна, се сетив на членувам во една група за ова УЕНАН диет, како е вистинското име. Обединети нации. Така. Има во коментари неколку пати читав, кажуваат девојке, вика, не знам зошто, вика, кога ќе дојдам во контакт, вика, со кифлички, со не знам што, вика, прво, одма се прејадувам. Други викаат, вика, јас од кога почнав, вика, не знам што е, го изгубив циклусот, вика, од кога почнав со диетава. И јас им викам, почнете да јадете. И ме предупредија администраторите да не сум давал такви совети, се косало со правилата на диетата. И една девојка баш пишуваше, вика, изгубив, вика, менструален циклус, како можете да ми помогнете, не знам дали е поврзано, вика, со диетата.
И јас си кажав, викам, тој затоа што не јадете. УН диетата, патем речено, ако некој не е запознаен, има 2 овошки за доручек, за ручек јадете една порција, пола порција за вечера. Затоа што ние веројатно знаеме дека вечер ќе ни се јаде само пола порција, без разлика што и да сме правеле, нели, во текот на денот. И јас си пишав, почни да јадеш. Значи, и ме блокира од групата, например. Ми сврлија од таа група, да не ја следам. Така што, таа комбинација на не се 1500, 1200, сега се популарни тие диети, 1200 калории, јас не знам прво како може да се достигна сите нутриенти за 1200 калории, пред се за железо, за омега-3, за калциум, за цинк, како може да се достигна со 1000 или 1200 калории, прво од тука да тргнеме, а после пуштено тоа, ако ќе додадам и напорни тренинзи со по саат-два во теретана, тоа ама брзи се резултатите и сето тоа ни ги води да одбера такво нешто. И затоа после, што се со другото се поспори резултатите. После проблем зашто се испореметени хормоните на тироидата, зашто тироидата веќе не функционира добро. Каде ни е селенот, каде ни е цинкот, каде ни е железото за тироидата да функционира нормално, нели? Кога тие нутриенти еден долг период нема да се внесуваат, а трошиме затоа што имаме напорни тренинзи и тоа се случува најчесто кај млади девојки. Или еве сега се популарни сокотерапии. What? Тие детокс. На денови само на сокови наводно да се направил детокс и тоа го читаат млади луѓе. И јас не знаеш каква дискусија се разви кога еднаш напишав дека сокотерапијата не е, дека тоа е безсмислен обид да се направи нешто од себе си. А тоа е како цел ден да пиеш сокови? И тоа со денови. Боже. Да го детокс да ме направиш на Детокс на телот. организмот да се направи. Ако нас организмот не ни прави секојдневен детокс, ние нема да живееме. Значи тоа прво од тука да тргнеме. Соковите нема ништо да направат, само пием, можеби повеќе некои антиоксиданти ќе внесеме во текот на денот, ама сето тоа може да се внеси со обична храна, со жвакање. Зошто мораме на сокови да бидеме, тоа го читаат млади девојки и мислат дека е исправно. И од тука произлегуваат сите проблеми понатаму. Или од премногу храна, или од премалку храна. Ако се држи некој баланс, мислам дека не би можело. Мора да сватат сите дека не постои една најдобра диета, една најдобра исхрана, една иста количина. Што важи за сите. И детокс За напиток. сите. Значи сите ние сме различни од пол до возраст, до здравствена состојба, до физичка активност, до начин на работа, до спиење, неспиење, движење и недвижење. Не може сите да јадеме исто. Не треба сите, не може, затоа после тие некакви ригорозни диети, знаат кај некој да успеат сосема, да му се погоди, супер да влие, и кај некого да го направи тој проблем, што после, јас и Антони апсолутно ништо не може. Може ќе промениме, може и не, со советите што ќе ги дадеме, толку е, тоа е толку во наша моќ, ние ништо не можеме повеќе од тоа, што може да направиме. Нема шанси, после тоа веќе е на друго ниво, се оди со пациенти веќе на друга специјалистичка установа, не си кај нас. Да, со тоа што таму нема може да ти помогнат со исхрана и со вежбање, па пак ќе се вратиш кај нас, да ни ете. Реално, кај нас многу малку се збори по клиниките за храна. Ајде да поидеме од тоа што ни даваат да јадеме кога сме во болница, така да ја не ни очекувам кој сака нека се навреди, кој сака нека има против тоа што ќе се каже, меѓутоа ние таму базичен немаме базична едукација за тоа како треба да се храни. И пак ќе се сведе на тоа дека ние сме тие што ќе помогнеме со исхраната, со физичката активност, а таму ако треба некаква синтетска терапија да се даде и да се помогне целокупно во тој процес. Да, секогаш мора да се искомбинира, нели? Не може храната, да, она е леки, болести се, ама не е тоа така црно и бело. Да, не може да се почне со промена на исхраната ако веќе и треба да се Пак прими се некоја враќаме терапија. на нешто. Ако ти не ја сватиш сега ова цело време што го зборуваме, ние суштината на исхраната, која е, зашто ти е потребна, све е џабе, нема поента. Дали сте се у последно време сте налетале на некое можеби истражување, статија, зборувам од релевантни извори, нели од портали, од кои што Од магазини. зборуваат за нова диета или за детокс напиток, од кои што вие можеби сте имале аха момент, нешто што можеби вие сте сметале дека функционира на еден начин и сега дознавате дека уствари чекај, ова ми е ново и функционира поразлично. Конкретно еве ти во исхраната, можеби ти во вежбањето нешто еве ново, затоа што знам дека сте луѓе кои што не се лепат за тоа, нели, порано вака мислев и вака го кажав и сега не може никој да ме разубеди од тоа, пошто нели како егото не ми дозволува да ме разубеди. Сте налетали ли на нешто
на некои истражување и статија? Јас, на пример, од нели кога сум додека студирав и претходно за многу типови на храна, еве не викам дека не навлегов и јас во тој круг на токсично, на забрането, на ова влијае така, ова влијае така. И значи за многу типови на храна сум имал предрасуди. Не викам не, додека нели не сум навлегол малку повеќе во науката. Најголем момент што ми направил да си го сменам мислењето врска со исхраната беше на студија што ја ставив и на Инстаграм, се не знам колку ја прочитале, дека со годините се забавува метаболизмот и дека како одиме компостери, што и да направиме, нели ќе се здебелиме, нели и ќе ни се наруши здравјето. Баш пред некоја година имаше студија, нели тоа најчесто како оправдување си го наоѓаме. И нели јас сум веќе во тие години кога што и да направам не можам веќе да ослабам. И имаше и тоа беше баш релевантна студија, не знам, имаше некој добар примерок на луѓе испитано дека практично нас метаболизмот не ни се успорува до кај 60 и некоја година, кај мажите, кај жените до влез во менопауза, дека останува генерално ист некаде од 20-та година до од кога ќе помине нели пубертетот, од кога ќе поминат тие помлади години, до кај 60 и некоја година за мажите, односно кај жените до 50 и некоја година метаболизмот ни останува фактички ист. Сега каде е проблемот што најчесто луѓе качуваат килограми нели како нагоре. Кај мажите конкретно нели со паѓањето на нивото на тестостерон веќе не сме толку ентузијасти за вежбање, за движење, повеќе да си подседнеме нели да јадеме една добра вечера, друштво и така натаму, значи повеќе внесуваме храна со годините, а физичка активност ни е намалена. Нели луѓе што имаат деца, па после по неколку години веќе обврските со децата се намалуваат, реално со тоа и се намалува трошењето на енергија. Значи, промените во животниот стил се тие што прават ние во постари години да накачиме на килограми, а метаболизмот горе-доле останува ист барем до некои 60 години. Зборуваме за базален метаболизам, да. На калории да, во 24 значи, часа. Базален метаболизам е за тие што нели не знаеш што е, тоа е метаболизмот што ме одржува во живот. Значи, калориите што ги трошиме само што живееме, за моментов додека муабетиме, колку трошиме калории. Базалниот метаболизам ни останува ист во текот на животот до кај некоја 60 и некоја година. Единствено што се менува е онаа варијабла на физичка активност, на непланирано движење од типот на одење до продавница, чистење по дома и слично. Тие се тие промени што настануваат и така што организмот да не се го обвинуваме, туку тоа што малку повеќе стануваме мрзливи или можеби кај нас мажите што малку помалку имаме тестостерон со текот на годините. Имаш ти некој вако? Јас во последно време дека нешто поново некако не знам. Атанас може требаше за ова да го вражаме. Хуберман да не го спомне, да, изложувањето на светлина, он е обседнат со станување со бајли, гледање на дневна светлина и тоа да не те будат аларми. Првото станување да не те буде аларм, да не го фаќаш одма телефонот. Да природно да го разбудиш телото, а не со кафе, со Ама телефон. тоа е многу исправно. Во првиот сат, значи ништо не фаќа, буквално, ни телефон, јас се 3 дена ми функционира, четвртиот не се сите исти. Добро, например, не пија кафе во првите сати пол. Да, и ја тоа го применувам. Да, на дневна светлина обавезно излегува после станување, телефон не зима. Он онака не го зима, него не е проблем, ама првите сати никаква таква дразба да не го разбуди, него само она што е природно за да му се стабилизира после тоа времето за спиење. И онај сад. А во врска со мојата работа, најголемото одскокнување и мене што ми било е пошто јас сум во групни часови многу. И тука секојдневната борба како да направиш индивидуални резултати, а во групни часови тоа е нешто што мислам дека до тука ме донело само од искуството. Баше предизвик. Да, преголем, мислам реално, но е полесно индивидуален час. Сега полесно, ама 101 работиш, можеш да видиш, па можеш и да се Точно откажеш. Точно знаеш потребите кои му се да. Знаеш, а сега ти си тука во групен час кој без разлика дали сите доаѓаат да постигнат некаков резултат или не, меѓутоа различни години, можам да направам група за деца, група за пубертет, група за почетници, група за адванс, не е возможно ни тоа. Сме пробале, не функционира, каша попара е. Мислам дека го зборевме на последниот велкаст. Јас на времето почнав со аеробик и со такви групни тренинзи, пошто на времето групен тренинг се подразбираше групен тренинг, каде што сите ќе вежбаме исто. Се трошиш од тренер,
па се трошат сите исто. Не може група од 20, 30, 40 луѓе да вежбаат во еден час исто. Тоа мене ми е најголемиот предизвик и нешто што го имам научено со текот на работата повеќе, можда не со истражувањето, меѓутоа и со наата на CrossFit лиценците. Значи мене тоа многу ми помогна да го развијам групниот тренинг, као да останам јас тоа што државаме, принципите таму за индивидуалниот пристап све се реално. Ако сега се вратам, се од неговите книги, од неговото учење за сега, да кога ќе си отиде секоја сала да си отиде различно извежба во групен час и задоволен сам за себе. Ме инспириравте со одговориве. Едниот е поврзан со тестостеронот. Постои ли начин да си помогнеш како маж? И втора работа, дали е проблематично кај жена да се превежба, затоа што сигурно слушаш коментари за тоа, ајде, она веќе као, нели, не изгледа на жена, е превежбана, на шо личи тоа со толку мускули, дали е опасно уствари да има жена? Зависи како дошле мускулите. Да. Ако дошле по природен пат и е склоно генетски телото, ние имаме неколку во сала што ќе ги видиш и ќе речеш овие што зимаат. Буквално генетика, страшна вежба, исто што вежбаат другите, дури не пазени на храна, изгледа фантастично. Значи таа генетска спортска предиспозиција која што има, зависи како настанале тие мускули. Ако настанале по природен пат со најнормална храна, помалку или повеќе си јадат, може јадат и 2-3 калории, и си го обслужуваат телото за тоа што трошат, не гледам тука, пак е на крајот внеси и излез. Така јас внесувам 2000, трошам толку, некој внесува 3000, троши 1500. Како индюренс трчачи, кој ќе земеме, што трчаат по долги стази, колку калории јадат и колку тој спорт тоа го бара, нашиот спорт ова го бара. Се додека тоа е во баланс, и е со исхрана, не е со хемија и слично, не гледам никаква опасност, нормално, ако е подкрепено со тешка хемија, со боцкања и слично, за да се дојдат до тие мускули, да се напумпаат, при тоа не е тоа ништо само од исхраната, ако е од гладување и превежбување, апсолутно дека може да дојде до многу се јасни тие работи, се краткотрајни, ама ја не мислам дека, видека нас ги има, ама не се многу. Него само ги гледаме многу по социјални медиуми. Секад ќе има од тоа ризик, секогаш ќе има некој што ќе посегне, па и да ги нема, и да ги има, на интернет е достапно, знаат како да го купат. И за се е така тоа и за апчиња што ги пиеме од аптека, буквално од секаде се има. Али жена не треба да се плаши во принцип од мускулна маса, така не, ако е тоа. Тоа сакав, да, добро што ме потсети на прашањето, забегав. И личен избор е. Они многу често знаат, ја вака не сакам да изгледам. Тоа е коректно, тоа е веќе вкус. Немаш ти право на никого да му кажеш дали изгледала како машко или како немашко, или дали имала мускули или не. Се додека сето тоа е добиено, направено по природен пат и едноставно ја она така си се свиѓа во своја кожа и тука нема различни трендови се е тоа сопствен избор, мислам, зашто би било проблем. Не, лошо во однос на вежбањето, сега ти се мешам во твојата област, е што кога ќе дојдат, најчесто забележувам, кога ќе дојдат на вежбање, ама јас не сакам да изгледам толку мускулесто. За да стигнеш до толку да изгледаш мускулесто, има многу вежбање, многу труд. Значи прво не може на прво влегување во теретана, и вежбам за раце и веќе ги имам мускулите, леле готово ставав мускулесто. Да, преплашени од тежини, преплашени. Ма добро, тоа види, ако има соодветно кој ќе им го објасни тоа, доаѓаат истото го кажуваат, им кажуваме. Се смеам сега без 4 пилиња да изедеш во денот. Не можеш така, значи, не се секирај, ти сигурно не јадеш ни 50 грама протеин во денот, сега да е тоа да го средиме. Не, меѓутоа. Да, јас на пример еве имам клиенти кои што кога да речеме се подхранети, мислам или индекс на телесна маса некаде под 18, како беше мерката. И кажуваат дека сакаат да накачат килажа, значи доаѓаат и луѓе кои што сакаат да зголемат килажа, не се само тие што сакаат да намалат, нутриционистите и за тоа се, да. Мага што иста мака е и да се накачи килажа како што е да се симне, да. И сега сме направиле некоја исхрана со некој плюс да речеме калории. И по 2-3 недели Антонио јас не качив мускулна маса. Па чекај, луѓе се трудат со години да качат мускулна маса, па не успеваат. Така да тоа што вика Елена доста е индивидуално
Тоа што треба само е истрајност со добра исхрана и со вежбање, а понатаму организмот сам ќе се одлучи генетиката дали ќе и до каде, до кој степен ќе стигне. За превежбаност, тоа е малце и така сега го размислувам прашањето. Едно е од многу вежбање и све тоа да е нормално за телото да не го истрошува. Кога зборуваме веќе кај превежбаност, таму и се троши мускулот повеќе него што се прави, тоа е опасно. Ама ако си воден од тренер, тоа нема шанси да се случи сам. Нема никакви шанси. И се осеќа телото, имунитетот се намалува, вежбањето самото по себе троши многу од телото и бара повеќе да се внимава на исхрана, дали суплементација можда, да не се лажеме дека го бута имунитетот. Ние спаѓаме вона, нели го ќе дадат список како ги намалуваме антиоксиданти во телото, како на телото му е потребно повеќе антиоксиданти, сега ќе ти кажат од пушење, заради пушење цигари, заради јадење на мрсна храна, заради пиење на газирани сокови, сето тоа ти ги троши природните антиоксиданти во телото, нели? И на крај ти вика и спорт. Самиот спорт е стрес за телото. Така. Создава една воспалителна состојба после, да. И мораме тоа на тоа да водиме сметка дека го бутнува организмот доколку тоа не е контролирано и подкрепено со добра исхрана, добар сон и квалитетен тренинг. Антонио, тестостеронот го спомнав. Дали препорачуваш можеби суплементација или конкретни чекори во исхраната за мажи во години повозрастни зборуваме, не знам се точно после која декада веќе тестостеронот почнува да прави деклайн. 40 години, да. Океј, дали препорачуваш суплементација и чекори во исхрана за да се намали тој деклайн, пошто не знам дали може да се влијае да не се случи воопшто. Не може да се тоа е природен процес. Прво движење и вежбање затоа што вежбањето придонесува за повисок тестостерон, а второ суплементација и разни препораки само доколку е под некое ниво кое што е да речеме медицински подреферентни вредности така, на крвна подреферентни слика. вредности, да. Само во тој случај затоа што може нели и контраефекти. Има ситуации кога треба да се интервенира. Меѓутоа прво да се почне со доволно движење. И со малку поправилна, подобра исхрана, пак ќе речем, да. Поквалитетна исхрана, ама движењето мислам дека би придонело во најголем дел. Мака што на години на наши, мислам мои години, сега вие сте помлади, кога одиме на 50 години малку потешко тоа ни оди со сите обврски. Движењето ми се чини пресудно во таа ситуација. Зборуваме барем пешачење или барем пешачење, ама јас би рекол и нека се почне со пешачење, да, а после нека се премене малку повеќе со вежби со тежина, кои што нема да бидат преголемо оптеретување, ама сепак ќе бидат барем 2-3 пати во неделата. Во ред види, можеби некој ќе избере да се оптеретува, што не верувам дека ќе му наштети. Добро, секој различно. Дали зборуваме за тоа дека повеќе мускулна маса, значи дека и многу подобар, постабилен тестостерон, повеќе тестостерон, па и во 50 и во 60 години. Од самото движење, значи во организмот се создава повеќе тестостерон. Значи движење какво и да е, меѓутоа и со повеќе мускулна маса, да. Мускулната маса на крај краишта со текот на годините ни е потребна и затоа што таа е метаболички активно ткиво, значи таа опаѓа со текот на годините, посебно над 40-та, над 50-та година, веќе доста опаѓа. Мускулната маса ни е потребна и затоа препорачувам тежинско вежбање, посебно над 40-та година. И масното ткиво е метаболички активно, но не толку колку мускулното. Ако сака човек, значи вистински добро да согорува калории во мирување, значи пак зборуваме за оној базалниот метаболизам, треба да зголеми на процент на мускулна маса. Јас кога ќе речам дека треба малку повеќе да се внесат протеини во исхраната и да се вежба, често пати добивам коментари, ама јас не сум вежбач. Јас не викам дека протеини се потребни само ако си вежбач. И не ги нагласувам претерано протеините, туку ги кажувам затоа што знам дека во нашата исхрана многу фалат. Недостасуваат, да. Нагоре како одиме, опаѓа веќе мускулната маса. Со мускулната маса веќе ризикуваме да го опаднеме и метаболизмот, значи базалниот метаболизам, не поради годините, поради опаднатата мускулна маса. Затоа треба пред. Да, затоа значи вежбање, посебно над 40-та, 50-та година, не мора ние да бидеме бодибилдери. Така. Текчиња некои полесни дома и да се вежба. Битно мускуливе да ги активираме. Елена, сигурно многу од вежбачите кои што доаѓаат кај тебе често знаат да бидат и со покачена килажа. Зборуваме и за сериозни покачени килограми.
Како ги насочуваш луѓе кои што имаат, да речеме, на 20 килограми, и како ги вклучуваш во таа заедница група на луѓе кои што така има различни по спремност и по конституција и по генетика? Мислам дека за тоа и се сакам работата. Не знам што е умешното тоа, вајде може нека треба да се скрие на камера да ме снимиш, за да видиш како кога ќе дојде. Јас ги осеќам и кога ќе пишат пораки или кога ќе се јават каде е проблемот. И веќе пристапот тука е многу поразличен. Затоа што знаеш што, ја верувам дека тука има и уште една умешност, а тоа е да му помогнеш да ја помогнеш на таа жена со вишок килажа да не се осети лошо кога ќе дојде во таа заедница на првичното ние што го работиме во наша сала е еден безбеден систем кој што функционира и секој таму се чувствува безбедно и убаво. Нема никогаш да дозволиме во сала, зашто пак ќе кажам, работиме со групни часови, секакви ликови ќе дојдат. Не е грешно, него ние сме сите индивидуални различни карактери, меѓутоа тоа него имаат навикнато од нас, што ќе поставиме ние таму како тренери, тоа така таму ќе тече од однесување, од атмосфера и од енергија. Ама кога ќе дојдат сериозно, прво се изгубени, точно е дека се срамат, не ги пуштам јас одма на час. Ајде оди таму сега ти влага и загревај се, на пример, како што би дошол некој што вежбал некаде, па сега доаѓа, неважно. Тука е муабетот важен, да знае со кого работи, да знае слободно дека треба да се чувствува, се да ме праша, буквално ова не можам. И давам заменска, па ни оваа не можам, добро давам трета заменска, ни ова не можам, пета ќе ти дадам. Имам еден куп вежби што можеш ти да ги направиш тука и денеска да се извежбаш со твојот максимум, како ја што ќе се извежбам со 10 рунди од тие вежби, ти со 2 рунди од тие вежби, сите си одиме, ако сме дале максимум, тоа сега ти го објаснам, тоа е тоа уствари, не треба сите исто да завршиме на крајот, за да се чувствува извежбано и безбедно. Во кој смисол безбедно? Мора да се чувствува безбедно таму, прво На дека нема да се повреда, повреди, безбедно од психички аспект, кој што ќе каже, зошто ќе каже, кој како гледа, сериозно, да осетам дека има нека таква негативна атмосфера и некој нешто кажал, враќам чланарина и може слободно да си отиде од сала, пошто не знаеме човекот со каква мака и зошто е дојден тука да вежба. И ако не можеш да му помогнеш, не му одмагај. Гледај си твојата работа, вежбај, ако можеш помогни му, кажи му кај е кутијата, кај се текчињата, кажи му што значи брпи. Пошто не знае, колку ти да знаеш затоа што вежбаш тука со години, мада немаме ние таков проблем во сала, али морам да сум предпазлива и јас и Атанас во такви случаи, да, кога ќе дојдат такво нешто, се плаша да дојдат прво, но со муабет. Претходно се тука муабет. Прво е најважно тоа, да направиме муабет каде што ќе ги ослободиш, да се чувствува дека е на правото место, па за да можат они нешто да направат. Секад им кажам дека не е ни до нив, само ни па до мене само, дека 50% е работата. Јас ќе дадам максимум од мене за ти да се чувствуваш добро, да извежбаш, да сменим исхраната, меѓутоа мораш и ти од редовност, од има сега секакви карактери, нели, од тоа не можам тоа да го тргнеме. Све можеме, ќе направиме полека, мислам, буквално некад како работа со деца, бара трпеливост. Ако ме збора дека сум толку лоша сум ако се касни, лоша сум ако јас кажувам на сред тренинг, демонстрирам тренинг, они отишла на пола моје зборување си зимаат топрема и се местат, не дозволуваме доцне некај нас, например, ама дека јас ќе те терам, сега си дошло со 20 килограми плюс дека тоа мораш да го правиш и крај, мислам да не се лажеме дека такво нешто не постои. Посебно што човек никогаш не движал и веднаш да се натера на некој напорен тренинг. Ние сега дека ме новавме сали, и Лисичан е нов реон, и Карпаш еден е нов реон. Јас едно 10 години работев во некоја зона со стари вежбачи, чат пат ќе дојде некој нов, овие месеци. У комфортна зона си била. Баш у комфортна зона. Толку нови дојдоа што никогаш не вежбали и се разработев, да речам малце повеќе онака, мислам сама со себе и ми е предизвик. Сето тоа да им направам да они да имаат некој процес од месец, 2, 3, после веќе не им требам. После им требаат луѓето што ќе се врзат у групата, да си се слушнат, да си се договорат, да дојдат заедно. Првите 2-3 месеци им требаме ние како тренери да сме и покрај нив, и достапни, и дека треба да им дадеш до знање дека глупо прашање не постои. Како ова се што го зборуваме нонстоп. Значи ја не знам ова кога некад не сме го кажале. Сама некад
се прашам, добро, пак ли истово ќе го зборувам? Не И сум досадна. Па да, ама сегаш ќе има некој што не го знае и што не го слушнал, така и со нив. Нема глупо прашање, се ќе ме прашате. Не смеете да трпите болка, мора све да знам. Јас сум ви тренер, не треба тоа на глас да го кажете мене на страна или ќе ми пишеш, се што има здравствена состојба, мора да ја знам, за да нели тоа нормално па натаму функционира во тренингот. Така е. А, Антонио, и ти, како ти се справуваш со луѓе кои што доаѓаат со вишок килажа масакрирани од диетарење, од проби, од нутриционисти, од совети и така натаму, како успеваш да им не да им наметнеш, туку да еве им помогнеш да стекнат доверба и да бидат континуирани. Преку твојата приказка, можеби најчесто преку Па кога како? Не, мојата приказка, ако некој гледам дека има слични проблеми и му кажувам да му биде како утеха нешто чисто, а инаку процесот ми е горе-доле, баш ја слушам Елена и се согласувам скроз со процесот како нели на човек да се воведе во таа некоја нова исхрана. Како што спомнав нели на почетокот, прво гледам да има некој поублажен пристап во менување на исхраната и второ, тоа што го каже Елена, да нема прашање што ќе ти останат само, секогаш им кажувам тоа, дури и сум достапен на Вибер некогаш и за викенди, не знам како, само посебно на почетокот, посебно кај луѓе што имаат драстични промени во исхраната кога ќе дојдат кај нутриционист или претходно пробувале па нешто не им одговарало. Слободно кога ќе почнеме со таа програма или предлог рецепти или што и да е, поставувајте прашање. Не ми се јасни нели рецептите, не ми е јасна програмата, тешка ми е за држање. Се може да се најде решение само со соработка заедничка. Генерално не само на луѓе со вишок килограми, тоа на сите му кажувам, со заедничка соработка, посебно првите месец-два, можеме да стигнеме до негде. Ако клиентот, например, не ми реагира никако, јас мислам дека се е во ред, макар што јас ги подпрашувам, ако сум како спам, бар еднаш неделно, ако ништо повеќе, ако ништо не ме прашал, јас мислам дека се е во ред, а си го чува прашањето за себе, не треба на никого да му биде незгодно. Еве, например, кај Елена кога ќе дојде или ќе каже, јас не можам тие вежби да ги направам. И тоа е тоа, не може, нели, дали може? Да, не е страшно. Така и овдека, нели, ќе ми кажат мене не ми одговара да речеме тој терк на оброци, па ќе најдеме некоја средина или тие рецепти, јас секогаш им кажувам рецептите што ги понудувам не се тие нешто свето, туку се само пример да во кој правец. Да олеснат, ако не видат, ако немаш идеја ти сам да склопиш. Значи, можеш да ги модифицираш, ќе ти кажеш дели со текот на соработка да кажувам што е финтата во составувањето на оброците, ама ти после можеш да си ги модифицираш, така да еден постепен прираст и пристап и постојана комуникација со клиентот, тоа е мислам дека добитна комбинација. Да, и сега се надоврзувам ново, исто е во двата случаи. Едно е кога е тешко, да беше лесно, сите ќе вежба и сите правилно ќе се хранеа. Значи, едно е кога е тешко, треба да е тешко и не треба да се плашиме од тоа да е тешко. Друго е кога е невозможно. Кога некоја вежба е невозможна, како ќе ја прави, мора да најдеме начин. Кога нешто од тоа Антонио што го дал како храна, мене ја го гледам, пола од работите јас не ги јадам, што да правиме? Невозможно е тоа да се истера, тогаш ги менуваме работите. А дека е тешко, сега не може да кажеме леле сега тука ќе ти биде тебе многу лесно. И со храната, и со вежбањето, абе како песна ќе оди, не. Заедно е, ќе има и падови, и спустови. Значи нормално е, се тоа е нормален процес, него истрајност, мотивација нема, ама мора да има дисциплина, тоа го знаеме, мислам, сите го зборуваме цело време. Мора да се прави разлика од невозможно и тешко. Да, па и затоа мислам дека е успех од ваш, пошто знаеш, мора да го соочиш со фактот дека слушај, тешко е, не може да не е тешко, зашто не може, кај никого не може, јас ти ја давам мене сега. Мене ми е тешко уште врз со храната, мислам секој дневие ми е и сепа, мислам од самајла кој ќе излезам, сега како што е топло. Одам од сала и ќе ме викне некој на кафе. Никако со дурчеците, самата се мрдна в себе. Не ми е лесно, сакам да сум надвор, сакам сонцева да го искористам. Едно кафе, второ кафе, сваќам дека не сум си земала ни варени јајца со мене. Леле, са кој до дома, па треба децата да ги земам од градинка. Виќе за ручекот сум окей. Ради децата, морам тоа све да ми е. Самата се состави, мене не ми е лесно. Не секогаш ми е и мене лесно. И нас не мириса, така сега мириса. И ние секој ден носиме одлука да кажеме не, туку да избереш. Еве, јас после ќе сидам на свадба и се ќе јадам. Не, мене ми Шива на свадбата. Јас на пример не го оправдувам пристапот, ќе ти дадам сега програма и ти мораш да се придржуваш до таа 100% и ако не се придржуваш да те карам сега, нели да бидам полиција, јас тоа го кажувам секогаш, не можам да бидам полицаец,
Нели сега да се караме ти, зошто не си го јадал тој поедок што сум ти го пишал? Затоа што не ми се јадало тоа. Значи, и често пати им давам програми, затоа што сите кога доаѓаат кај нутриционист, сакам програма. Да, не ќе да го учиш. Да, сакам програма, добро, окей програма и ќе запнат уште на првата или втората недела. Кај некои, нели некои успеваат да ги држат тие програми, ќе запнат. И не сум карактер, не успева да држам програмата, така искрено да кажам, мене некој да ми даде програма, јас нема да можам да ја држам. Затоа што не знам дали тоа што некој ми го пишал ќе ми се јаде. Јас на пример сум имал клиенти што горе-доле со некој калориски внес како мојот имале и сум си рекол дај чисто за да имам идеја да не се мислам што да правам, нивното ќе го следам. Не сум успевал ни еден ден. Зошто? Затоа што луѓе сме, функционираме, еве што вика Елена. Ма и до карактерот. Да, излегла некоја обврска, излегло не знам нешто друго што денес ми е непредвидено. Поентата е да знаеме како да ги составиме правилно оброците, а дали ќе следам некоја Да знаеме придобивката тоа. Некој начин на да исхрана. Да се вратиме на основата. Да, некоја зошто? програма дали што ми ја осмислил некој нутриционист според неговите ставови, дали ќе ја следиме 100%, тоа воопшто не е битно. Битно е што ќе извлечеме. Јас затоа викам соработката со нутриционист нека биде еден мини курс за да научиме како подобро, да се храниме подобро. А дали ќе ја следиш програмата или не, еве ќе прекинеме јас и ти да соработуваме 2-3 месеци, една година. Што после? Така е. Уште моите рецепти ги верглаш. Да. Досадно е. Мора да научиш да си составуваш по твое, да. Така е. Имате ли вие ритуал во неделата за cheat meal? Ритуал. Јас немам ритуал. Ако вака, ние дека работиме све втора смена, да речем среќа. Ние скачаме до 9 типо сме во сала. Значи сам знаеш дека кога и да се треба нешто да се договориме, ми е проблем. Тоа но спасува кај нас на пример во животот и ја cheat meal, ако има нешто, тоа е кај па и дали е cheat meal, не знам, кај мајка ми унедала на ручек, нема шанси, срцето не ми дава да го одбијам ручекот, некад е тоа да е нормално направено, некад знам да се палачинки, тиганици или кај баба ми напита, на пример, тоа ми е емотивен cheat meal да речам, а се друго, кога и да се решам нешто да пробам плюс, или нема да ми го направат убаво, ќе се решам за некоја пица, пример, значи се викам зошто ја нарачав што ја изедов по последни, не дали грижа на совест неам, ја и 3 да изедам, ништо нема да ми се случи, на пример. Него треба да е тоа на патување некој или со некоја препорака, оди таму, јади, тоа вреди да го пробаш и ич, не ми е криво ако е тоа добро и квалитетно направено. По секоја цена нешто да пробувам, нема шанси. Ма и не ни сум нешто да толку стриктно, дека и со деца сме, јас сум со мали деца. Мислам, секад има нека желба плюс да се проба, да се направи, нема јас тоа да им го скратувам, ја да јадам брокула, нив да им дадам негде нешто во ресторан да одиме, не. Да. Ама немам ништо специјално, освен кај баба ми и мајка ми, така тоа ми е, кога би можела тоа да ми биде у неделата, би го одбрала тоа како најубав. Што и да, дали е качамак, па не е ни тоа лошо, например, ништо. Не. Дали ќе биде тоа пита некоја домашна направена од ручеците на мајка ми од детство, мислам сега што зборам и не сум доручкувана, ми проработа желудникот. Тоа ми е омилениот cheat meal. Така. Не знам, јас бидејќи сум човек со историја на eating disorder, така да ке мене нема cheat meal, не го ставам во групата на поими што го користам, затоа што ако нешто ми се јаде, го јадам. И не ми интересира дали е тоа, не знам, здраво, нездраво. Си имам доволно напатено за да го крстувам. Значи, знам дека ако едно нешто што сум го намислил да го јадам, се штедам, знам дека следниот пат и му кажувам на клиенти, знам дека следниот пат ќе се прејадам од тоа, а не сакам да дојдам во такви епизоди и тоа добро го одржувам веќе со години откако сум успел да ги надминам тие проблеми со мои проблеми со булимија, нели сме правеле муабет и слично и не би сакал да ми се повторат. Така да ако почувствувам некојаш дека и сакам повеќе храна, мака што реално и не поднесувам нешто многу храна одеднаш. Тоа е зашто сме навикнати се, знаеш, прашањево така се викам леле стварно дали и ако ќе речеш пица, па не е штетна, него мене не ми одговара. Да, кога, например, кога сум ја замислувал пицата како сум ја ставил на некој пиједестал, сум можел да изедам една цела семејна пица, без разлика што после нели ќе паѓам во несвест. Немам потреба кога ќе ја ставам на исто рамништо со секоја друга храна. Не сега дека јас совршено функционирам или не знам што. Туку сакам да кажам, ако некоја храна ми се јаде, ќе ја јадам и не ја сметам воопшто за чит или не знам зашто, туку едноставно храна што ми се јадала во моментот и тоа е тоа. Супер. Недела е денес и обично го посветуваме на семејството.
барем и еве и нас ни е тоа ритуал. Дома одиме кај бабата, дедото или кај моите во Велес. Дали во делот еве на исхрана, на вежбање, на наметнување на навиките здрави, добри, некојаш чувствувате страф или желба еве за своите можеби деца, дали ќе го следат мојот пример, дали правилно им зборувам, да не им создадам контрапродуктивност за тоа дека сум ја можеби толку посветен на исхрана, на вежбање, они да не отидат у друга насока, или можеби за ваши сакани во фамилијата, дали се соочувате со такви проблеми и дилеми да сакате да на некој од вашето семејство му всадите добри навики, а тоа да не ви оди од рака или да ви оди добро од рака? Да, тоа е многу личен пример. Јас живам во заедница со свекор и свекрва, кои што после претрпен мозочен удар и канцер, не им требав јас, за да се освестат и да живеат поквалитетно. Се случи нешто вака, преку ноќ. Јадеме сите заедно и они готват кога треба некоја работа, јас што не знам, или не ги правам, не знам, него едноставно полесно ми е сека свекрва ме да ги направи, и се хранат многу добро. Јас им помагам само со Атанас каде што не знаеле зошто е тоа така, например. Меѓутоа, нив животот ги донесе до тој степен да преку ноќ си ја сменат својата исхрана со наша помош, да им исклучиме хронична терапија, например. Каде што имавме случај да на свекор ми му кажат немаш зошто да не јадеш прзани кобасички секој ден кога си пиеш терапија за триглицериди. Добро, не се расправаме, нели? Тука ајде како нема да јадеме, како ќе возиш секоја сабајле велосипед и сега не пијат хронична терапија, например. Нели, сега тука пробуваш на друг начин да го смениш тоа. Ама сме па во заедница. Кога се гледа и кога ајде пробајте направи ова, со што е, како ова е с јаболка и волко е убаво и нема 5 лажици шеќер, пример, внатре. А ваму, од другата страна, кај моите родители, кај баба ми и дедо ми, кои што се уште со нас, нема шанси. Значи, се гледаме еднаш неделно и е тоа, тука не се ни бара совет, дури, знае некојаш да биде као, еве, овие сега нема ни ова, шо се ова, нема да го јадете? Као, такви коментари се носиме со тоа, ако побараат, не можеме да наметнеме, тоа се години, се зависи од стилот на живот. Јас не гледам дека кај нив тоа ќе направи некое пореметување нивната исхрана каква што е, зависи од работата што ја работат, например, и слично. А кога станува збор за децата, баш тоа што го кажа, такво чувство некогаш имам, да не знам у кој правец терам, со тоа дали да, дали не, што треба и сега некако сата нас наоѓаме само муабет, као да, може, ама да објасниме што е тоа. Да објасниме дека тоа ќе се расипат многу забите, дека не треба да јадеме десерт, например, после јадењето, дека тоа е дупло калории од оброк, дека нема проблем, нека има десерт, ама ајде нека помина 2 часа, па изеди торта да, и киндер да, не важно што. Као на некои такви навики да им стварам, навики да им направам, а не да им забрануваме, не им забрануваме, значи воопшто се. Има работи што стварно не сме тоа, и нас сте забранувале одредени работи кога сме биле са. Родители сме, не е тоа најправилен начин може на воспитување, ма сите си имаме свој, ама ги учиме и зборуваме со нив. Да им направиме само добри навики. А што ќе биде понатака кога ќе почнат и на училиште, Антони има поголеми деца, и сето тоа, сепак си ги опасно верувам и вајда ќе треба да дојде стравувам многу, зашто јас и сега зборувам на таа тема и сум зборувала, а не сум свесна, ствари сум подсвесна дека може утре мене тоа ќе ми се случи. Ама ако јас знам дека сум го дала својот максимум, нема што веќе да ми е криво од мој аспект. Дека јас својот максимум во тоа што сум можела, како и за се друго, и за школување, па и за храна, па и за, нели, за сите тие работи во текот на животот. Али факт е дека убавите навики до 5-6 години што се прават и така како остануваат кај децата, сега ќе посегнат, ќе земат, ама не може да не остане ни трага. Така, никаква во секој дневието сега, нели? Све што сме правеле, така сме живееле сите и сега еве она скроз ќе биде различна до толку. Нема, ќе знаеме на крајот, па изборе ќе крие, ќе јаде. И да застрани веројатно на некои позрели години ќе знае да извага свесно што е. Тоа што се јаде, тоа што се купува, тоа што се пазари, се знае дека мислам си имаме одредени навики, сите си ги почитуваме тие навики, сега надежта е дека тие навики понатаму ќе останат, па се работи на навиките, не е секоја навика зашто оваа не би била добра понатаму да продолжи. Така. Но рано е да кажуваме за далечна иднина што ќе се случи. Антонио, твоево искуство какво е? Моето искуство со постариве членови на семејството, мајка ми и татко ми со исти
еве како Елена што кажа, има здравствени проблеми и практично преку ноќ Од мајка страв. ми имаше хипертензија, не, мајка ми имаше последици во врска со тоа. Така што преку ноќ смени исхрана, баш преку ноќ, значи тоа не би можел ни јас вака како замислам да го направам. Смени исхрана и почна да движи, тоа му влијаеше и на татко ми, пак ќе речам, они се веќе над 60 години и си сменија и немам што да влијаам тука. Единствено ако ме прашаат, нели можам да им дадам сугестија, ништо повеќе. А во однос на децата, јас општо и за роднини, и за пријатели, и за кои да е, сум забележал дека колку повеќе на човек му се форсира нешто, инсистирам со нешто, толку помалку те слуша. Така да сум сватил дека ако некој не те праша за совети, не Дури треба ќе да ти го даваш. избегнува после некое време. И ќе те избегнува, да. Со децата, кога беа мали, кога и јас бев во тие мои проблематични фази, кога ќе си го вратам вака филмот, сваќам дека премногу сум инсистирал на тоа не јади ова, не јади тоа, да не јадат тоа, не смеат тоа, кога ќе им дадат некаде зошто сте им дале тоа и ја минев таа фаза. И додека не научив метод кој што мислам дека е доста подобар, моје дома да му сервирам на детето што е можно нутритивно подобри оброци. А сега плюс од тоа што ќе јаде, тој е веќе негов оброк без при тоа да кревам паника дека јадало не знам киндер јајца, само и ве не јадат киндер јајца, душа големи се. Ама знаеш дека нутритивно задоволил денеска што треба, за Тоа е. имунитет, за правилен раст и развој. Затоа што колку повеќе инсистирам да речеме не јади тоа, моите се веќе големи, еве на Елена се мали, па може да ги контролира да речеме како што Ами тоа не е начин. Ама не е начин. Кога ќе дојдат во пубертет, излегуваат сами и јас ќе знам што купува, нема да знам. Така да јас повеќе би одел на тоа да им створам дома навики, еве моите баш имав и прашање на Инстаграм, твоите деца што јадат? Моите деца јадат се и се што. Вистински ручек, бара. Да. Вистински ручек, зашто викам ми мачкаш лепче и мед? А не сум направила ручек. Немаш вистински ручек? Лала, викам еден ден немам сготвено. Нема ли јадење за денес? Да, нема ли јадење. Моите како што јадат нели чоколадо како десерт, така јадат и овоши. Значи како што јадат, како што знаете, да, што им се јадат, они знаат и овошна салата денеска да им биде и тоа баш да се тука ја гледам помара. разликата од порано и сега. И порано сме јаделе уште поштетни работи. Ако понеквалитетни зборам за од благо, за чипсови, за смоки, за све, ама нутритивно дома сме се најале како што треба и после не се замарале нашите што и супер све тоа се одвивало. Сега што е проблемот? Ги нема основните оброци по дома. Не се готви дома. Не И се главниот готви. ќе биде процесиран. Главното ќе И биде десертот тоа ќе биде. и тука Тоа се е губи поентата. све. Тука е најголемата разлика и движењето, не е нормално тоа. Значи јас ако сега памтам студирав на ПМФ. Ние таму, јас тогаш и вежбав и све, ти памтиш? Она доле сендвичарата една што е Зелената имавме, бутка, зелената. Јас ќе пуштам органска хемија, работев. И тоа реакција да се случи може траше 3 дена и со последниот автобус си одев дома. Чекав да се случи по 3 тоста јадев на ден. Значи буквално немав ни избор. Трошев, одев на игра орна, друго спортував, дома секад си имало добар ручек, секад си имало салат, нели сезонска храна, овошја, зеленчуци, манџичка, најнормална нашава храна што е. И затоа никогаш немавме ни нутритивно, бевме супер подковани и тоа плюс што сме го јаделе, сме го јаделе. Сега таа е разликата што основа е цел ден лоша храна. Нутритивно Сиромашна храна. Ајде да не биде тоа нездраво, здраво, лошо и вако, нутритивно се слаби со микронутриенти во телото. И ти ако знам дека денеска изало тоа што треба, ако сака после веќе па како се уградинка, па што можам јас таму да променам? Мислам кога ќе дојдат со ужинката, урака и све ми е јасно, ама не се закирам манџи, таму имале после дома, ама и после тоа дома ако се отиде да се јаде брза храна и слично, тука е веќе според мене проблемот. Не, во голем дел ако се ориентираме според нашата македонска кујна, кујните што се применуваат на македонска територија, сакав да кажам, блиску се до медитеранската исхрана, нели, големо е влијанието. Месо многу добро. Види во традиционалната македонска кујна месото можеби и не е толку застапено, затоа што тоа било порано храна за богатите. Ние водиме нели доста влијание од турската кујна, која патем речено исто е медитеранска.
така што ако се водиме само Па според тоа, да, само тие обраци според да ги имаме. традицијата да почнеме да се водиме малку Па не повеќе, биде сега пој киноа ќе ми дава сега, шо вие Да. со ова киноа и ќе дава, добро, не мора. да Ама почнеме имаш од граф тука, леќа боранија грашок. Апсолутно. Толку. Толку е, него од ни тука тоа да го почнеме нема. па понатаму ќе правиме муабет. Ни тоа се нема, таму е проблемот, а не е до киноата. Никој ништо не тера да се јаде нешто ново и плюс, ни па модерно. Само треба да знаеш што е киноата, да знаеш што е авокадото или авокадото па скапо е. Па да, тоа се здрави масти. Одбери друг извор на здрави масти, а зошто мораш да јадеш пример. Авокадо е тука е клучот е едукација. И да се знае кого да се слуша, на кого да му се обратиш. Немаме многу. Немаме. Ја по тоа дека цело време истото го зборуваме, сваќаме дека немаме многу од кого за овие работи да учиме. Да. Пошто кај нас све е на елиминација. Ова не јадам и ова не јадам. Исфрлив ова и ова. Исфрлањето е така сме научени од секогаш за диета. Затоа што е функционира. модерно денеска, тоа е поддржам Ма и и отпорено е еден така. куп од еден куп колеги, сега да не биде нели да напаѓам некого конкретно. Денеска се сведува на тоа да го ослабам клиентот, тоа го пишуваме на Инстаграм, сега кој како сака нека ме свати. Да го ослабам клиентот и да го ставам на стори, пред и потоа. Тоа ни е главната цел За денеска. да соберам Да, лајчи. за 2 недели 5 килограми. За една недела 5 килограми, па за една недела 5 килограми е многу. Антонио, ти немаш таква навика да поставуваш многу Не, луѓе на и- типа ич. Има И- сами се ставаат. Сами се Ја ставаат, нека ама- така, не можам, не знам. Ама немаш потреба да го ставиш за да нели Па се не, да... ми делува мотивирачки пораки, знаат, леле, на случајно си измерив -8 и сето тоа јас ќе го пишам и ќе кажам и дечки, ова е индивидуален резултат. Не значи ако ти доеш во сала, го правиш истото, го јадеш истото, дека ќе го направиш истиот резултат. Само сакам да ве мотивирам да видите дека без грижа на совест си доаѓа си вежба, не ни знаеш што вежба. Деца чуваки се разболат едно друго и оп, вика леле 8-9 килограми неприметно, е, па нема пубаво. Да. Кога тоа не ти е во психата и нешто и таа ми е целта што сакам да ја пренесам. Нека ти ги шкртам килограмите колку сакам. Која е поентата? Што ти значи тебе 8, мене 8, мене 5. И кога ќе ме прашат ти колку си тешка, ако кажам 70 килограми имаш, да? И ете гледаш дека нема врска бројката. Као тоа се многу индивидуални работи. Како беше на последното кога се видовме? Се додека храната ја гледаме преку само како конфекцијски број е многу голем проблем. При тоа да не сме свесни дека како расте телото надвор, така се задебелуваат и внатрешните органи во нашето тело. Кога тоа ќе се разбуди во нашата глава, тоаш многу поистроено ќе се однесуваме према исхраната, зашто ние сите 42, што и да значат бројките, не знам, 44-ка, 38-ца, ова е многу, а пред тоа се замастил, црн дроб се замастил, друг орган во телото, висцералните масти се покачиле во нашето тело, им се губи нивната функција. Кажи ме нешто ако Толку сгрешив. се оди со диети, јас конкретно ми доаѓаат луѓе со дигестивни проблеми, да речеме некои што се стварно тешки од типот на колитис или не знам, или на иритабилно дебело црево. Значи тие луѓе прво треба да им најдем храна што ќе им Им го одговара, трпи да. организмот. И доаѓаат и вика, ама Антонио те молам да не се здебелам. Да го решиме прво здравствениот проблем. Дотолку се доминантни тие диети, тоа диетарење што Па го тоа е спомнати. модерно сега да си така Тоа е модерно фит. денес, да. Да, ете, малце Ме- виша како имаш, е како проблеми, тоа не можам тоа никако да го разберам, како тоа сите ќе бидеме фит кога јас, мојата работа е на нозе. Цел ден, а твојата работа е седење 9 сати. Како може да истото да го правиме, истата храна, и ти да си на диетата, иста пример со твои калории, нема да ги постигнеме истите Резултати, истите да. резултати. Не уби таа работа, човештвото го уби, тие луѓе доволно е да се здрави, да имаат здрав рбетен стол, мускулатура што ќе им го држи, да не ги боли, да имаат енергија да функционираат во денот. Сега, нормално, ние зборуваме за overweight премногу, каде што тоа представува Не, тоа е веќе друг здравствен муавет. проблем. Тоа е сосема друг муавет. Зборуваме за општо, генерално. Инаку јас сум во групата на тие Елена што ги спомна што вежбаат и го пуштаат мозокот на пасење, така да јас сум во таа група. Што многу не ми интересира, битно е да дојдам да го испразнам мозокот. А добро, таква ти е целта. За таа цел вежбаш. И јас Вежбањето ги- ми е за тоа. И сите јас и таа цел ги почитам, и јас се доведов до тоа да веќе немам ни програма што вежбам, да сватам дека 2 дена нозе гледам, не можам да чучам, леле, викам вчера јас колку само да се извежбам, зашто во тој период од животот сум кога не можам да се посветам на изгледот. Што ќе направи тренингот. Поише вежбачите мои го прават тоа, него јас на себе. Наоѓам у било кој термин да се протнам, да извежбам, сум успела, не. Ама ќе ми се смени, мислам дека Зои да пркне уште малце, па ќе можам да вежбам, па можда малку и за нешто плюс што ќе ми направи моја лична сатисфакција и тука нема грешка. Моментално вежбам само за да се чувствувам добро.
И зашто тоа ми е работа. Да, и континуитет И да кога ќе обед. се фала тета, јас вака изгледам на 40, сакам да кажам, па тренер си како треба да изгледаш? Да. Кога зашто се фалиш, сум родила две, имам раме, и не знам што, па тоа ти е работа цел ден, уште да не си. Која е поентата? Не знам, ние да сме инспирација за тоа, нас ти е тоа работа. Не сме огледалото ние за тоа. Нас работа ми е така да изгледам. Замисли ти е работа така да изгледаш. Мора да ги делиме работите, дека не може да сме исто. Ама и генетиката е многу битна, така да... Скрос и тоа си има влијание. Дечки, фала ви, мислам, муабетчи сме сите и може ова да трае до... А вака ти трепкато тамо, тоа Да, не трепка, туку треба на свадба да одиш ти, Да, треба фамилија да посветиме време. До затварање на маркетов може да се... Да, до 6. Фала уште еднаш у недела еве доовте да си поправиме муабет и ја уживав. И верувам и луѓето кои што не следеа уживо, дополнително ова ќе оди како епизода и на официјална, кој што ќе биде плейбек после на мојот канал. И ќе имаме и сечоци нормално. Нормални Сигурно. сечоци, те молам не да ми Зашто? замеруваат после. Што ти зам... Така се, ти таму пази што сечеш. Не сечам ја, Никола ќе го. Прво ќе оди на преглед кај тебе, па... Не знам, јас од риловите што беа извадени од мојот дел, баш бев задоволен и баш беа поентите извадени од целиот мојабет. Не, и таму беа поентите, ама знаеш, некојаш луѓе ќе Слушао. у друга насока одат. Мора да сме Не ја реални. гледаат цела епизода Да. на една минута носат заклучок. Ништо, се гледаме у следна можеби некоја епизода, ние Фала ти приватно на ќе покана. се гледаме, ќе се дружиме, ќе се комуницираме и поздрав до сите кои што не следевте и фала што одвоивте време. Чао. Чао. Поздрав.